студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести ВОС. ВМРО ДПМН е нова надеж за правда. Функционерите не смеат да заборават дека му служат на народот, порача Мицковски синоќа по повод 35-тиот роден ден на партијата. Поедно најави фокусирање на бројни економски мерки со кои ќе се подобри животниот стандард на граѓаните. Сите функционери во нашата партија мора да бидат свесни дека ова што го работиме не е лична игра, туку служба. Клупата во вашите мала е таму каде што мора да знаете дека еден ден повторно ќе се вратите и ќе мора луѓето таму да ги погледате во очи и со гордо крената глава да им одговорите. Јас го направив тоа за вас. Јас се борев за вас. И да не се срамите и да се криете од нивните прекорни погледи. Нашата надворешна политика е достоинствена, принципиелна и се темели на заштита на нашата земничка историја, култура и идентитет. Не можеме да дозволиме да не кодошат во странство оние кои треба да бидат чувари на националните интереси. И да не мислат дека ветувањата за отстапки, деградации и понижувања ќе ги донесат повторно во владата. Народот е свесен и нема да дозволи повторно да биде измамен. Она што Венко Филипче го направи во Атина, само не подсети дека кодошењето на сопствената земја не е туѓо и не смее да се заборави за да не се повтори. Мицковски ја направи Македонија понижена, наместо горда реагираат од СДСМ. Промената која ја видоа граѓаните од една година власт на Мицковски е економска нестабилност, намален животен стандард, најниска плата во регионот. Промената се види и во судскиот систем. Селективна правда дури и кога се бара за млади луѓе кои загинаа во трагедија предизвикана од функционери на ВМРО ДПМН. Да се сокрие секој партиски член по цена на животите на деца. Мицковски сметката ќе те биде испорачана на следните избори, стои во реакцијата на СДСМ. Кандидатури предвидуваат измените на изборниот законник кои влегува во собраниска процедура. Ова во пракса ќе значи дека за град Скопје ќе бидат потребни минимум 3500 граѓански потписи. Измените поднесени од владеачкото мнозинство добија поддршка од СДСМ, но наидоа на критики од ДУИ и Левица. Правна празнина ќе остане и очигледно вие не сакате независни листи да може да се кандидираат на овие избори. И сега повикувате да има вклученост на сите заинтересирани во изборите, оние што имаат независни листи, политичките партии секако, ама не дозволувате таа правна празнина да ја надминеме. Тоа произлегува од минатиот изборен законник, кој што го гласавме исто консензуално во ова собрание, на кој што сме подпишани јас, тогашниот координатор Мартин Костовски и Арбер Адеми, представник од ДУИ. Овој консензус реално беше столб на довербата на изборните процеси и гаранција за зачувување на демократската стабилност. Овој пат, за прв пат, значи гледаме една иницијатива, отворена иницијатива да се изменат правилата за изборниот законник, односно за избори се без политички консензус и без да се опфати опозицијата. Со негирањето на потребата за измена на изборниот законник во насока на воведување на една изборна единица, оваа власт покрај своите ветувања го погази активното избирачко право на незините граѓани. Од друга страна, со овие измени сега го напаѓа пасивното избирачко право на незините граѓани, тоест можноста да се кандидираат, да бидат избрани и да ги представуваат своите граѓани кои ќе дадат нивната поддршка.